Утрински стихови од Библијата. 16 декември. Ангелите не штитат и не водат. Еве, го испраќам својот ангел пред тебе, да те чува патем и да те доведе во местото што ти го приготвив. Излез 23:20. Оние што просто го искушувале ѓаволот да ги искушува, ќе мора да вложат очајнички напори за да се ослободат од неговата сила. Но кога тие ќе почнат да се залагаат за своето ослободување, Божиите ангели, што тие ги жалостеле, ќе дојдат да ги избават. Сатаната и неговите ангели не се расположени да го загубат својот плен. Тие се препираат и се борат со светите ангели, и судирот е жесток. Но ако оние што грешеле продолжат да се молат и во длабока понизност ги признаат своите грешки, ангелите што се истакнуваат во сила ќе надвладеат и ќе ги истргнат од силата на злите ангели. Работата на мајката нејзе често и изгледа како неважна служба. Тоа е работа која ретко е ценета. Другите малку знаат за нејзините грижи и товари. Нејзините денови се исполнети со круг од извршување на мали должности, што бараат трпеливи напори, самоконтрола, тактичност, мудрост и самопожртвувана љубов. А сепак, таа не може да се пофали со тоа што го направила, како со некое големо достигнување. Таа само ги одржувала работите во домот да течат непречено. Чувствува дека не постигнала ништо. Но не е така. Небесните ангели ја наблюдуваат грижливата мајка и ги бележат товарите што таа ги носи од ден во ден. Нејзиното име може би не станало познато во светот, но тоа е запишано во книгата на животот на јагнето. Иако владетелите на овој свет не го знаат тоа, сепак на нивните советувања ангелите често биле говорници. Човечки очи ги гледале, човечки уши ги слушале нивните излагања. Човечки усни се противеле на нивните предлози и ги исмевале нивните совети. Човечки раце ги пречекувале со навреди и злоупотреба.